За жал дојде до тоа да правиме вакво видео. Последниве денови на YouTube има еден грозен тренд. И за жал повеќето се тие што не мислат дека е грозен, туку само тоа има една огромна забава и видео на кој ќе се изнасмеат до солзи и ќе си направат видео. Посебно сум згрозен од тие што ги прават видеата и едноставно не ми се верува што гледам, не само на цел Балкан, а не ми се верува дека почна и македонци да стават такви видеа. Се работи за едно 12 годишно девојче кој си стави видео на својот канал како раскинала со дечко или нешто такво слично. Значи имате едно мало девојче од 12 години како прави видео и сите тоа го користат како веднаш како топ тема, како трендинг на секаде објавено и сите едве го чекат моментот да седнат и да направат видео и да си соберат прегледи со тоа што ќе земат и ќе се изнасмеат на видеото што го снимало девојчето. Не знам како да почнам колку е се тоа грозно, ама ставете се во кожата на девојчето. Тоа е едно мало девојче како што и сите, како што ние гледаме YouTube, на телевизија веќе нема ништо што да се гледа, сите гледаме YouTube. И како и сите мали девојчиња си гледа сигурно некои мејкап канали, канали што советуваат и прават, и едноставно пробало девојчето да го направи истото. Како што GP, например, како малци почнал да се гледа јутубери, му се свигало тоа, почнал да игра, да прави он видео. Не го оправдувам видеото на девојчето, нормално, видеото е страшно, видеото е за греот, ама девојчето не е ни свесно на тоа. Не можам, едноставно сум згрозен од целата балканска YouTube сцена и се надевам дека тоа ќе остане толку, дека ќе остане што е помалце распространето, али кога видов дека и македонци почнаа да прават видеа, се решив дека ќе го направам ова видео и како што гледате сум видно потресен и неколку сати само гледам и слушам секакви приказни, гледам грозни видеа од луѓе како прават и смејуваат и морав на некој начин да го исфрлам ова. Сите сме биле мали, сите сме биле во фаза кога не разбираме ништо за нас и најпрост пример идете, земете и прочитате ги статусите пред што си ги пишувале на Facebook пред 5-6 години колку се за греота и јас кога ги читам моите статуси што сум пишувал на Facebook пред 5-6 години ми иде да се полијам со бензин и да се фрлам едно шкорче во сме. Вие едно такво малечко девојче го зимате како пример, правите видео како како го пуштате нејзиното видео и снимате реакција на секој 5 секунди, го стопирате видеото, се прснувате од смеење и си правите views и си кревате subs со тоа. За греот. Многу е отидена ситуацијата подалеку од тоа што сите мислат дека само ќе остане на тоа. Девојчето, како што ви реков, потрошив сати да гледам видеа и пробав да се усогласам со тоа што најпоследно се случува, моментално се случува. И никој не размислува што може да му се случува на тоа девојче. Што не може толку видеа, цел Балкан да снима видеа и тоа да не допре до него, посебно како што е дете што следи YouTube, а и сите деца сега гледаат YouTube. И никој не размислува дека тоа дете ќе ги види сите тие видеа и како ги се почувствува. Дали тоа дете ќе помисли на самоубиство, не дај Боже, дали како ќе се појави тоа дете во школа сега. Дали може да замислите како тоа дете сега во школа ќе се однесуваат сите со него. Тоа е страшно. Тоа може да влие многу на психа, на ментално здравје, на се. Не знам, страшно. Едноставно сум згрозен од сите, не сакам да именувам никој, али знаете кој направија видео, кој си го направи тоа затоа што му се свигаше тоа, кој си го направи тоа зашто е таков, кој си го направи тоа само за да си крене views и subs на каналот, кој си го направи тоа само како тренд и реши дека е одлична прилика се сними видео и да си го објави. Колку сте поголем јутубер, тоа е поголема вашата влијателност и
Вие сте еден вид на пример и сите вас ве слушаат. Мене не ми е јасно со тие луѓе што коментираат и го поддржуваат тоа видео што го гледаат и како имаат тоа видео лајкови воопшто. Ако публиката е свесна што се случува, ќе ставиш дислайк и кога тој човек што добил ти стави му 200 дислайк, он ќе го избрише видеото. Не ми се верува дека тие видеа се поддржуваат и дека тие видеа се објавуваат и дека едно мало девојче се исмејува за нешто што може да има сериозни последици. И на родители, и на самото дете што е мало и не разбира, што може заради секаков тој притисок и сите што буквално сите цел Балкан го исмејуваат иде сега да се самоуби. И како тоа дете сега ќе оди во школа и како цел живот ќе биде исмејувано ради тоа. Не знам, едноставно не е само да седнеш да направиш видео и да не размислуваш. Размислувај како тоа видео ќе влија на некој. Ако веќе имаш YouTube канал, пронајди си содржини, направи си серијали, осмисли го како тоа ќе го направиш и тере го со мозок и со последици и да бидеш свесен на последиците. Не знам што да кажам, не е само да ставиш видео, размислувајте малце. Јас се надам дека ова видео ќе ви послужи, не зборам за моето, зборам за видеото на малото девојче, дека ќе ви послужи како пример, дека не треба кога ќе видите едно такво видео како мало дете прави нешто, вие да почнете одма да го исмејувате. Затоа што стварно е греота и стварно е грозно да се гледа и стварно размислувајте што правите. Размислувајте како тоа дете ќе се чувствува и какви последици може да има вашето видео. Затоа што сега има стотици илјади прегледи на видеа каде што го исмејуваат детето и каде што буквално у Србија, Босна и други балкански држави тоа е многу поотидено, кај нас не можам да кажам среќа, али малце видеа има. Видов некои 4-5 до сега. И стварно е лошо. Не сакам да помислам на најлошото, се надам дека секој биде во ред со девојчето, иако не знам колку се вистински последните вести што стигаат дека девојчето не е во најдобар ред и дека веќе нешто е погрешно со тоа, ама се надам дека секој биде во најдобар ред и се надам дека вие јутубери што само се изимате видеа кои се трендинг, да си ги направите, да направите реакција на истите, да исмејувате, без да размислувате на последиците, само за да си кренете прегледи и субскрајберс на каналот, секоја ви чест. Не знам што да ви кажам. Ако ова видео ве насочи натака да размислувате малце подобро, избришете ги видеата, или ако толку ви се скапоцени тие прегледи, ставете си го направите видеото и гледате го секој ден само вие и радувајте се на views. Вие што сте оставиле коментари за поддршка и што сте оставиле лайк на тоа видео и што ги поддржувате тие луѓе што снимаат такви видеа. Што да ви кажам. Размислувајте малце, не е само да нападнеш некој, размислувај како тој некој ќе се чувствува и што последици може да има. Зборуваме за мало дете од 12 години што уште не е свесно што прави. Не го оправдувам детето, ама е мало и едноставно такво нешто треба да се игнорира, а не да се прави да се зборува само за тоа и сите да снимаме видеа. Ја ќе опуштам видеото, ќе снимам мојот лик и на секој 5 секунди ќе го стопирам и ќе се смејам што направило детево. Па дали сте сериозни? После немало YouTube Македонија, балканскиот менталитет бил за греота, се жалите кога луѓе ве гледаат чудно кога правите влогови на улица, како да не биде. Балканскиот народ е за тоа направен. Да земе да хејта се што ќе стигне и да плука на секаде. Не знам што да ви кажам, више само се надам дека ако веќе се занимавате со YouTube и планирате да терате канал, терете го на правиот начин, нема да почитувам никој што се труди да си добие прегледност и субскрајбери на каналот на овој начин, на овој гнасен начин. Размислувајте малте што може да се случува, размислувајте за последиците и нека ви биде ова еден вид на лекција за друг пат кога ќе видите нешто вакво да не се
да не правите нешто вакво. Стварно греот и да се смеете или да правите вие видеа како се смеете, како измејувате некој. Не знам што ви кажам. Ова видео го направам само за да ви кажам дека сте стварно дно и дека се надам дека ова видео ќе ве насочи малце да размислувате поправилно и можеби некој ќе избрише некој лош коментар или ќе го сокрие видеото затоа што стварно не е убаво тоа дете да гледа такви работи на интернет за себе и да го натера да размислува на многу лоши работи. Поздрав!